Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Може ли дебелината да се лекува со хируршко намалување на желудникот? Кому се препорачува овој зафат? Сложена ли операцијата? Какви се ризиците од баријатриската хирургија? Нова тема денеска ќе зборуваме со доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург во Аџибадем, Систина. Во студиото ја поканивме и Ивона Јовановиќ, македонска пејачка позната како Ивона Јо, која долги години имаше проблем со прекумерната тежина. Таа неодамна одлучи да направи баријатриска операција на желудникот. Дали е задоволна од зафатот? Какво е нејзиното искуство со оваа операција? Ги изгубили килограмите што посакуваше да ги изгуби, ја постигнали посакуваната тежина и мораше ли да направи сепак драстични промени во прехранбените навики? Останете на телма, следува блок реклами, а веднаш потоа и интервјуата. Започува денешната телма амбуланта. Првата гостинка во студиото ни е Ивона Јо, македонска пејачка, која што ќе ни раскаже за незиното искуство со гастричниот бајпас. Што е тоа? Сетото во детали. Добре дојде во студиото на телма. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш тука и детално да поразговараме за сето ова што ти прифати да го направиш. Долги години имаше проблем со прекумерна тежина. Како беше твојот однос кон храната? Јадеш ли кога си среќна или кога си несреќна? Како изгледаше сето тоа? Ја слушнав најавата, пред се ви благодарам за поканата. Ветив дека немам да зборам, но уште за оваа тема, затоа што зборев година дена веќе, но решив затоа што ми се допадна, имам еден друг приказ. Друга страна и многу ми е драго што ќе зборам на оваа тема денеска. Мојот однос кон храна, слушнав најавата дебелина дали може да се реши со хирургија. Дебелината е еден комплексен процес и кој немал проблеми со неа може да ја стави само во една категорија. Јас ставам низ и психологијата, и хирургијата, и дебелината е повеќе слоен проблем. Апсолутно. И многу сегменти се опфатени тука. Ја психологијата би ја ставила акцент затоа што нема промена ако не направиш мајндсет. И јас пред да ја направам хирургијата, леле, се гледам на слики, понекогаш не можам да верувам дека тоа сум ја. Кога ќе се завратам вака наназад, мојот однос со храната бил многу лош. Ние уствари не сме имале пријателски однос, не се сакавме. Јадев компулсивно. Што значи тоа? Тоа значи дека секоја емоција која што е неприфатлива во моето срце, во мојот мозок, јас ја лечев со храна. Тројка на училишта не смеам затоа што моите сакале петка да добија математика. Јадеме храна. Многу сум среќна, соберени сме со друштво, храна. Секоја ми создаваше среќа тој момент? Да. Среќа, а од друга страна после пола саат тежина и несреќа. И тоа е еден зачаран круг од кој што ако не збориш гласно, а не зборев гласно, преминува во прекомерна килажа. Тогаш доаѓа да јас откривам дека сакам да пеам и дека имам талент за пеење и доаѓа јавниот живот. И тука се дешава најголемата компликација. By the way, прв пат зборам оволку гласно за оваа тема и ме радува. И сега предпоставувам дека започнуваат диетите во тој период. Почна? Ја не можам да се пофалам дека бев од оние имам испробано Жан Митер. Не, ја добро се лажев себе си. Ја бе вешта во тоа дека преземате нешто. Јас сум супер, мене тоа ми е доволно. И можеби ме лажеше моментот каде што ќе ми беше доста и ќе си кажав, од денеска не мешам, кај мене тоа функционираше, не мешам компир со месо и леп, 2 недели мене стомачето ми го снемашам. Ја можам и кога знаеш дека можеш, ти си викаш, ајде. А губевте килограми? Да. И брзо ги надокнадувавте? И многу побрзо ги враќав. Уште побрзо ги враќав. Оно јојо ефект. Да. Кој што функционира, кај сите функционираше и кај мене. Така што не можам да кажам дека јас бев обседната со диети. Сега да ме прашаш што функционира, да функционираше немешањето на протеини и јаглехидрати, па кога запишав нутриционизам, сватив зошто тоа е така и тоа кај сите функционира. А ви беше ли дебелината болна тема за разговор?
се правев дека не ми е, ама во 4 зида ми беше. Ама пред луѓето никогаш не ми беше. Како што кажав, со текот на годините и општеството во кое што живееме, каде што е табу тема да се збори за емоции, се ја не зборев и вешто ги криев. Тие работи пред моите бев пресреќна се, но во своите 4 зида не бев. А кога застанавте на сцена со прекумерна тежина? Тоа е моментот. Тука се деси најголемите компликации на на ментално ниво, затоа што ти велат дебелите девојки не можат да успеат и кај мене се јави оној над, ај сега ќе ви покажам. Си наштетував самата на себе без да бидам свесна на тоа. А здравствени проблеми физички имавте? Имав уште од мала возраст. При првиот циклус добив упат за ендокринологија, рече докторка Кочова, мислам дека Кочова, така. И се уште ме нема сретнато дека сум ослабена и едва чекам. Еве ќе пренесеме следниот понеделник е гостинка во Нула Импулс. Еве споделете и I did it. Бев кај неа пациенти и тие ми беа најтрауматичните идења за Скопје, затоа што знаев дека ќе ми каже, ама Ивона, ти ќе мораш да прекинеш со тоа и со тоа, а ја сакав да јадам. И тоа ми беше травма. Омилените работи ќе требаше да ги елиминирате. Да. А тоа во детска возраст па е исклучително тешко. Да. И сега, кога ќе се завратам, балансот кој што ми го збореше докторка Кочова е главното кое што денеска ме одржува. И денеска можам да се пофалам дека јадам се, но балансирам. Ќе проговориме детално денеска што јадете и како јадете, но еве јас издвоив една ваша изјава. Велите, никогаш нема да направам цеснување на желудникот, бидејќи знам каков ризик носи. Сега, кој беше тој момент кога одлучивте дека стравот од ризикот ќе биде многу помал од вашата одлука да се случи промена? Одлуката донесов многу... Имав ја информации за операцијата. Не можам да кажам не, но дека сум имала информација од тоа, баш зборевме позади камерите со докторот, кои се ризиците, што и како не. Јас живам еден живот, be careful what you want, и тоа ќе ти дојде. Јас само знаев дека сакам да сменам нешто. Седевме на ручек со татко ми, беше дојден од еден пат, долго време се немавме видено, веќе видливо имав дека нешто се дешава со мене, имав 144 килограми на мене. Тоа беше најгорната граница што сте постигнале? 146 мислам дека влегов у сала. И ми кажа, ти треба ли помош? Што можеме ние да направиме? Тоа беше можеби прв пат гласно моите родители да прашаат да проговорите за проблемот? Да, гласно. Гласно и да не биде тоа види се што си направи. Начинот на кој што седна у тој момент. И ја кажав, да ми треба помош. Дали има нешто што можам да направам? Од никаде, ја го велам, а уствари тлеело у мене, па да има и ја кажав операцијата. Ајде одма. Значи веднаш ве поддржаа За 2 дена имав резервирано операција, лет и за 10 дена од тогаш се оперирав. А добро, бидејќи има најразлични типови на операции баријатриски за намалување на желудникот, вие направивте прилично сложена гастричен бајпас. Самата инсистиравте таква операција сакам или ви понудија? Во Турција заминавте? Во Турција заминав, да. Во Турција заминав кај доктор Гурдал Оран, кој што работи исклучиво овој тип на операција. Го одбрав овој тип на операција затоа што знаев дека имав претходно читано, трајно, но ќе го дискутираме и тоа трајното, се отстранува дел од вас, не се вметнува ниту балон, ништо, се отстранува дел и сега вие треба со тој дел Значи имате желудниче кој што е многу мало. Бејби, како викам, бејби. Бокаво, да. Од прилика. Ке покажеме во текот на емисијата, докторот ќе прикаже како сето тоа изгледа. Тоа значи дека треба да изгубите колку килограми месечно доколку имате таков желудник? Кај секој е различно. Првата фаза е течна фаза во која што внесува, веќе имаме бејби. Сме направиле операцијата, имаме бејби желудник и почнуваме од бејби желудник буквално и внесуваме течна храна. Во тој момент кога ќе внесуваме течна храна, ние најмногу губиме затоа што истискуваме вишок на течности од нашето тело, така што во првиот месец ја изгубив, ако не се лажам, и 15 килограми, и како одеше времето, така бројката се намалуваше, сега сум стигната во грамови, сега губиме грами нешто, затоа што веќе имаме... Постигнавте крајната цел. Да.
Сега ме интересира, сложена ли беше операцијата, болно ли беше сето тоа, како изгледаше? Мислам дека тоа беше најголемата болка до сега што сум ја осетила на свое тело, тие 10 минути после операцијата кога се разбудив и кога сватив дека нешто боли тука, а неќев ни да погледнам на надоле. Тоа ми беше, о, леле, не, што направив првите 10 минути, кога сватив дека имам тим кој што не дозволи после тие 10 минути ниту еден минут да сум у болка, се тргна мислата што направив. Да, беше болно тие 10 минути. Потоа имав тим кој што се грижеше за болката, за тоа да се затоа што лапароскопска операцијата да се истисне вишокот на... Значи не класичен рез? Немам класичен рез. Што имате? Имам 4 дупчиња. Малечки кои што се дел од мене и никогаш не би сакала да се тргнат затоа што тоа е показателот дека Потсетник. да, направив нешто за што себе. направивте за себе. Да. А требаше ли пред операцијата да ги убедите докторите дека ете вие ќе бидете истрена во она што планирате да го направите, односно дека ќе можете да ја одржувате тежината по операцијата? Не, тие видоа силна желба во мене. Јас заминав со силна желба за Бидејќи промена. некогаш бараат пациентот дослабе 5 килограми, 10 килограми пред да ја направат операцијата. Во овој случај немавте такво барање. Се чудев, бевме заедно со еден друг пациент, ќе го поздравам, нема врска, он не е од јавната сфера. Он имаше потреба. Докторите му велеа дека треба и јас се чудев, а зошто ја не? Но тие знае мојата историја. Ја знае мојата јавна сфера. Знае се и знае дека ова е она хайлайт. Она е се одлучена и така и беше. Колку време останавте во болница, како изгледаше опоравувањето? Требаше веднаш да станете после операцијата од креветот, беше ли Заминав тешко? на 25 август 2021. Дента ни ги направија лабораториите, дали е се окей. Ми кажа дека за таа килажа која што имам и супер слика. анализа, да. На 25 ноќта во 10 часот го имав последниот обилен оброк и сега кога имам слика од оброк и ја ли можев да го извадам ова. 10 часот беше 22:00 беше последниот оброк. Утре дента, као, легнуваме да спиеме, мајка ми беше со мене, имаш придружба, да. Наредниот ден стануваш, почнуваат анализите уште рано наутро и во 2 часот наредниот ден 26 ме оперираа. Почнува нели анестезијата по полека да ти ја ставаат низ инфузии и слично. Операцијата на 26 до 28 сум во болницата Медикана. И потоа имам уште 2 дена низ Турција за да видат како ќе се прилагодам, дали ќе се движам, дали ќе сум послушна, а јас Турција прошетав за тие 2 дена, така што Повеќе послушна, физички активна. Да. Тоа е мора затоа што е лапароскопска, вишокот воздух што е внесен На таков начин се исправа. мора да се истисне затоа што патуваме со авион, тука имаме компликации, носевме чорапи, имаме тука ризици кои што ќе збори доктор. Докторот не сакам да навлагам јас во тоа. Бев послушна. Јас сум послушна. Но сепак и после операцијата мора да сте физички активна. Апсолутно. И не можете да изидете толку обилен оброк, како што споменавте, бидејќи некој сметаат. Ќе направам јас операција на желудникот, ќе го стеснам. Ќе имам помали барање за храна, значи се лажат? Се лажат луѓето затоа што сите ми веле имам ја стално хейт коментари на мојот профил кој што ќе си ја направи лесно. Не беше лесно. Сега треба од окото навикнало да јаде бургер. И сега ти си а сега не можам тоа да така. Ајде да видиме всушност колку можете вие да ни прикажете. Ама нема да јадеме. Нема да јадеме. Не ве ставаме во искушение, ова не е тест, туку чисто да прикажеме колкави се всушност вашите оброци. Еве сега ќе можеме да видиме, можете хамбургер да јадете, таков тип на храна, може? Можам, да. Не е недозволиво сега. Сега е ствари избор дали сакам и дали ми е убаво да го јадам хамбургер. А убаво ви е? Не. Значи омилената храна повеќе не ви е наменита? Не можам да кажам дека не јадам. Јадам хамбургер, ама после тоа чувството не ми е убаво. Фала ти, Томче. Да. Еве, например, тука имаме хамбургер, веќе ова не ви е привлечно. Колку можете да изедете од хамбургерот? Ова е одлично пресечена. Која
ова би се земало дека цел хамбургер, ја ова Значи, парченца, една четвртинка, пол. половина четвртинката. Да. Толку ви еден оброк. Да. И веќе сум сита. А колку често јадете ако еве без Повеќе пати на ден. Повеќе пати на ден. 7 пати на ден по пола. Од овошјето? Колку може да Овошјето е изете да затоа речеме што- една мандаринка? Може да целата? Две мандаринки затоа што е може? течно и затоа што има различна конзистенција за разлика од хамбургерот. Аха. Да. Сега е моментот што Има грозиенце, тука имаме грозија. Грозија, не знам, Неколку имам зрнца? јадено? Немате не јадено. неколку зрнца, ама еве да кажеме 5-6. 5-6 е доволно. 5 се доволни. Сега имаме смути, ви се препорачува ли такво нешто, бидејќи има концентрација од Да. шеќери, од минерали, витамини, тоа може. Апсолутно. Еве ме интересира во чаша. Колку Ајде. може да испиете, еве сипете, колку може да се испие кога станува збор за смути? Сега, ја ќе ја полнам чашата. Добро. Ама ова е тоа. Ова Ова е максимумот. Да. Во еден оброк. Во Не еден може оброк. повеќе желудникот да се обере. Сега, за сад време од ова, кога ќе се свари, ова е мала количина, си бара, окей, тогаш внесуваш нешто друго. Така. Значи, почести оброци како што е правилното. Така. Почести оброци помалку. А може ли, ви се случува ли некош да се прејадете па да Два почувствувате пати ми се некаква има болка? случај. 2 пати ми се има случајно, И за што година тогаш? и пол. Повраќање? Да. Тоа е моментот кога имаш брз начин на живот, треба да дојдам на емисија и као тоа ми се случи, треба да идам на свирка и немам време, ајде на брзинка, брзо. Не би кажала дека изедов голема количина брзо. Моментот е сега дека треба храната да се жвака. Убаво да се сожвака. Секој жалак убава се изжака Да. па да се голтне. Колку се време голтне. жвакате? На почетокот имавме книга која што велеше 10 до 15 пати сега. Ти се Броите. стануваш и- Да. Сега е тоа нели во рутина, ама сега ова го јадам на пример 15 минути. Четвртинка од четвртинката. 15 Половинка минути. од четвртинката, да, 15 минути. Да, затоа сега велат Ивона е комплициран човек. Не, Ивона сега си е смирен човек и сега Во си зем. јаде мирно. И сега, знаете што е? Сега ја почувствував како вкус има смутито. Порано јадев На брзина се. брзинка. Сега е онака италијански. Сега дегустирам храната. Сега уживате. Да, Сега уживате во храната на вистински начин. точно. А што се однесува до апсорбцијата на нутритиентите? Добре. Можете да примите се од тоа што ќе го изедете? Има ли нешто што не се апсорбира, па сега да мора да земате некакви витамини, минерали? На почетокот? Или треба ли повеќе протеинска исхрана? На почетокот, кога беше таа течна фаза, имав суплементи кои што беа препорачани од докторот, затоа што не внесуваш се со течно. Како одеше времето, како поминуваа месеци и месеци, како ја полека внесував се, апсолутно се прекина, затоа што ние правиме крвни анализи и му праќаме на докторот на 3, 6, 9 и 12 месец и потоа си правиш твои крвни анализи според тебе и си ги гледаш резултатите. Јас имам прекрасна крвна Се слика. чувствувате добро, значи имате енергија, бидејќи Имаме- некои се чувствуваат слабост после овие На операции. почетокот, да, на почетокот не можам да се пофалам, не може веднаш да го земам микрофонот и 2 часа да пеам без прекин. Тоа беше, нели, првите неколку месеци имаше процес на навикнување, дури да се навикне телото дека од цел хамбургер ја можев да јадам порано и 2. Да, нормално. Сега отеднаш И осминка. сега окото значи енергијата пополека ја враќав, но апсолутно сега сум на избалансирана храна, гледам да јадам повеќе протеини затоа што имам ослабено 80 килограми, ме Тоа ви следи беше операција. целта? Немав ја бројка. Мене ми беше целта ајде да видам како изгледа на вага двоцифрена. И сега да ме прашаш колку килограми имам, знаете дека на вистина не можам да ви кажам колку. Немате ли потреба редовно се мерите? Не, затоа што мене целта ми беше да видам таа двоцифрена бројка која што никогаш до сега нема видена. Сега си го следам чувството, сега го следам телото, се слушам себе. Оди се некако научив себе да се слушам, а не вагата. Вагата е бројка, да, окей, имаме тука БМИ, докторот ќе спомни се, но кога се чувствувам добро и кога крвната анализа е добра. супер. Се плашите некогаш да не ги вратите повторно килограмите, Не бидејќи можам да ги успешноста велат не е 100%, сепак е многу Не. мал процент е долготраен успех. Точно. Размислувате за тоа? Мускуле се шири и нештото кое што треба да внимаваме, например, сега пие вода,
дури за половина час од водата можам, ако седиме ние тука и ако јас сум гладна, да ја земам мандарината. Зошто? Затоа што водата веќе го има исполнето желудникот и ако внесам храна, по автоматизам што правиме? Го шириме желудникот. А ние тоа, јас сум ја направила операцијата за да го стесниме желудникот. Ако си послушен и ги следиш препораките, ние имаме препораки на годишно ниво, имаме препораки за цел живот. За цел живот треба да внимаваме. Не се меша вода со храна. Ако го следиме тоа, ние имаме успешна операција и не можеме да вратиме. Не можам да кажам дека ја не приметувам кај себе кога ќе внесам сум имала брза недела, не сум можела да готвам затоа што сега сум сама, па сум изела 2 пати у неделата хамбургер дека мешото не знае да се надуе, дека не знае да се прошири, ама окей, направив нешто лошо, одиме баланс. Така. Балансот, значи нема ништо трајно ако не работиш на себе и она менталното значи, мора тука да е многу цврста одлуката, психолошкиот момент, менталниот момент дека вие ќе направите одлука и дека тоа е тоа. Кога се слушнавме ви го спомнав дека можеби психолог е и подобро на почетокот да седи до мене и да збориме за тој психолошки момент, затоа што ова другото, ако психологијата е средена, според мене е лесно. Имаше ли моменти да ви биде тешко? Ни се целиот тој процес, па си речете, па што ми требаше се тоа? Имаше моменти у кои што ќе сум слаба психички, кога ќе више и си уморен од чекај сега, не течно, не тврдо, не, ти се пие винце. Алкохолот беше. Ти се пие винце и ти се јаде убаво сирење, а ти не смееш да мешаш сирење и винце, затоа што е течно и тврдо. Се си викаш, ама ќе се завртам и ќе се погледнам. Бројни откажувања, има и покрај операцијата, тоа ни беше целта и да покажеме дека всушност не е онака како што си замислуваат. Луѓето сега би сакал да проговориме за оној момент при наглото слабење, се јавува вишок на кожа. Имате тој проблем? Да. И сега? Имам вишок на кожа и сега барам ви представува не само естетски проблем, предпоставувам и здравствен, бидејќи тој вишок на кожа знае да се воспали понекогаш. Или сега не сте имали такви здравствен немам, ова се веќе нели ги гледаме на слика, ова се веќе екстремни губење на јас имам вака нешто. Јас имам вака нешто и повеќе кај мене грли моментот кај што сакам да облечам се можам да облечам. Вака. Нешто можам да облечам се и се представува проблем затоа што е нели вишок нешто, не е више твое. И планирате операција да направите? Да. Но облековте дводелен костим за капење? Облеков и многу ми беше убаво. Многу ми беше убаво затоа што цел живот неам облечено. Нешто такво и тоа е прекрасно, но облеков кога толку не ми беше проблем кожата. Сега како идам на надоле, тоа беше летото, сега сме декември, скоро и време е за нешто такво, барам начини да видам што како истражувам, затоа што ова е многу покомплицирана. Мислам, секоја операција си носи свој ризик, но ова е повременски сложена е, бара повеќе спремање. И треба да се внимава да не се вратат килограмите потоа, бидејќи има компликации. На виштина е сложен процес, но планирате да го направите? Ќе го направам, затоа што сум решена кога веќе тргнав по тоа, веќе сум на средина, ќе го направам тоа. Уште колку килограми би сакале да изгубите? Имате некоја цел така? Не можам да ви одговорам на ова прашање затоа што јас сега не знам колку килограми имам. Во сабота имам средба со докторот затоа што е прв пат после година и пол тука, па можеби ќе треба да се измерам. Не знам. Се пратам себе си. Задоволна сте од оваа фигура што имате во моментот? Само што не можам да го видам вистинското затоа што имам вишок на кожа. Така. И тоа е моментот сега. Не знам до кај сум, па си ја тргам кожата на пример пред огледало за да видам и тоа е тотално различна и вона од тоа што ја го гледам во огледало. И тоа е фрапантното. Тоа е па исто така психолошки момент кој што ти ја паметам низ ходнициве шетав ја за да го истиснам вишокот на воздух и шеташе една девојка која што имаше операција на кожа у истата болница. Она имаше тотално, после си куцкавме слика пред огледало после кога ги стргна завоите. Тоа е тотално друг човек. Тоа е тек нешто што немаш видено пред огледало. Го сакам, тој ќе го направам. И моето последно прашање за денеска, какви се реакциите на вашата публика од како ја направивте промената? Бидејќи ви едно време и слободно говоревте за дебелината, се сликавте во еден свилен фустан, наидовте на критики, велеа. Точно. Вие рековте прифатете различноста, некои велеа дека промовирате
вишок килограми, односно Точно. дебелина, дека тоа не е здраво. Претпоставувам дека сме кратки со време. Да, кратки сме со време, затоа многу кратко. Да, а темава е долга. Прашањево беше како реагираат сликава ќе оставиме за некоја друга тема. Тоа е голема тема. Како реагираат луѓето реагираат на искреност и луѓето реагираат на среќни и задоволни луѓе. А ја можам да кажам дека после долги години сум среќна и задоволна. Тоа е најважно. Така што најкратко луѓето реагираат на среќа, прифатена сум затоа што сум среќна, јас сум конечно исполнета и тоа е тоа. Имам прекрасна конекција со мојата публика, прекрасни настапи и едва чекам да уште затоа што сега сум спремна за уште. Ивона, ви благодарам многу за разговорот. Не бе мами мирисот на хамбургерот. Не, повеќе сум еве сега вода ка се напине. Јас го гледам, мака да ви кажам од страна. Искрено, знаете сега што би земала? Мандарината ми најпривлечна. Повелете една мандарина. За дома? Сега не Може и за тука. Испи вода. Да, после водата, по 7 час, така? Половина. Благодарам за гостувањето. Почитувани, останете на Телма, бидејќи следува втор дел од разговорот. Докторот ќе појасни како се изведуваат овие зафати. Со доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург во Аџибадем Систина, денеска зборуваме за хирургијата како начин за намалување на вишок од килограми. Докторе, добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Доктор, најдов и поздрав на сите гледачи. Го слушавте и пред малку разговорот што се одвиваше во студиото. Ивона појасни каква беше незината приказна. Вие кому ја препорачувате баријатриската операција за намалување на желудникот како начин за губење на вишок од килограми? Дали се тоа пациенти со прекумерна тежина кои што испробале се и не успеале во својата намера? Дали се тоа лица кои што имаат некакви коморбидитети, односно болести? Кому препорачувате? Пред се баријатричка хирургија дел од лекувањето на пациенти со прекумерна тежина, бидејќи тоа како и секое современо лекување на болестите е со специјалисти од повеќе специјалности, така што баријатричка хирургија останува за пациенти кои што поминале одреден, да кажеме, период со желба за намалување на својата тежина преку вежбање, преку диети, во тоа не успеале. При тоа имаат одредени параметри кои што треба да се запишат, како што е body mass index. Значи имаме пациент, нормалниот body mass index е од 18,5 до 24,9 до 25, тоа е нормално, додека пак пациентите кои што спаѓаат во група кандидати се со екстремен обезитет, значи екстремна дебелина, тоа се над 40 body mass index, и пациенти кои што се со големина body mass index од 35 до 40, меѓутоа имаат и придружен коморбидитет, како што е присуство на диабет, тип 2 диабет, слип апнеа, потоа имаме покачен притисок, стеатоза на црн дроб и друг тип на заболување кои што може да се појават како последица на самата прекомерна дебелина. Значи никогаш не е хирургијата прв избор за решавање на проблемот со прекомерната тежина? Хирургијата доаѓа како обзир кога ќе пациентот има желба, меѓутоа и покрај сите напори кои што ги спроведува, значи водејќи некаков здрав живот или пак се применува се што може да се примени, значи во смисла на вежбање, меѓутоа не може да постигне успех, во тој случај доаѓа хирургија. Сега разговараме за пациенти со над 40 body mass index, тоа се луѓе кои што се со голем, се планини да се луѓе, значи тоа се по 200 кила и повеќе луѓе кои што имаат сериозни здравствени проблеми, кои што не може да се движат, значи во таа група на пациенти, значи да кажеме тешко да ќе може да го исполнат условот за да може да вежбаат или да намалат со храна. Така. Но овие операции не се без ризици. Какви компликации може да доведат? Може ли тие да бидат живото загрозувачки? Баријатричка хирургија, како и секоја друга интервенција, може да има свои ризици и компликации. Ризиците се нормално влегуваме со пациент кој што е со претходно оштетен, значи како од самата прекомерна тежина, така и од коморбидитет, како што кажавме, кардиоваскуларна, респираторни, дигестивна проблематика. Така да во одреден момент може да доведат и, да кажеме, како рани постоперативни компликации во смисла на најосновните крварење, инфекција,
на местото каде што би се работело најчесто на кожата. Потоа имаме значи ова се непокретни пациенти кои што долго време не биле подвижни, кај нив опасноста од длабока венска тромбоза и венски пулмонален емболизм, кој што е сериозна и животозагрозувачка состојба и може да доведе и до прерана смрт на пациентот. Потоа значи компликации во смисла на дехистенција, односно протекување на местото каде што е желудникот работен, значи внатре во самиот организам. Проблеми со дишењето и така. Мислам, постои повеќе. А што доколку пациентот и понатаму продолжи да јаде голема количина на храна? Бидејќи некои јадат компулсивно, да, постоперативно. Дали тоа може би да е ризик? Сега, у принцип, крупните луѓе се малку снодливи, значи после доколку ние на група на пациенти кои што решиле да ослават, меѓутоа не до крај, имаме измрдување. Значи, ако имаме да треба да зима течна храна постоперативно, пие неколку литра Кока-кола, пример. Млеко со литри. Така да имаме и течна храна која што може да се, да кажеме, гледате, една чаша, пола сат и така цел ден и така секој ден. Така да Значи сепак треба прво тоа да се реши. Треба да се реши пред операцијата, треба да се реши пациентот дека сигурно ќе се придржува до промените во прехранбените навици. Во навици. Австрија они значи работата му сериозно е еден центар кој што е во Виена, кој што е за бариатрична хирургија. Пациентот значи речиси не го оперира додека не стигне сам до сала. Значи до таа треба да докажат всушност дека може да ослабат. Има желба и сака да направи целата тоа, затоа што пак ќе кажам, сериозна секоја медицинска интервенција, хируршка операција е сериозна работа. Меѓутоа ова е со повеќе ризик, да кажеме, него лека и другите типови интервенции заради постоечките проблеми, коморбидитети. Доктор, има 3 основни типови на оваа операција, веројатно има уште повеќе, но ние ги издвоивме гастричниот бајпас, слив, односно ракав стеснување и со прстен. И сега ќе можеме тука да ги погледнеме и сликите и вие да ги искоментирате. Да. Еве, ги имаме и тука позади на видеобимот. Ова првото е всушност со Тоа е гастрик бендинг, тоа е процедура, значи се ставање на силиконски прстен, условно речено, силиконски прстен кој што се аплицира лапароскопски или отворено, зависи од пристапот како ќе се влезе во стомакот, во горниот дел на стомакот, и тој предизвикува стегање желудникот како песочен часовник, буквално во два дела. Горниот помал и долниот поголем. Со тоа што тој е прилагодлив и затоа се вика adjustable gastric band, кој што има резервар од надвор кој што може да се полни со одредена количина на течност. Каде се наоѓа тој резервоар? Под кожа. Под кожата. Значи под кожа има црево кое што излегува и се става под кожата. И пациентот мануелно го... Не, пациентот не. Мислам дека тоа лекарот може да се текна време и пациентот ако, да кажеме, помине подолг временски период со овој тип на имплант. И сега, идејата е дека со него се создава два, да кажеме, дела од желудникот горе, каде што храната доаѓа и се предизвикува побрзо, значи, се создава ефект на побрзо исполнување и ситост, ефект на ситост. Тоа е реверзибилна состојба, значи каде што може тој имплант утре да се извади без никакви проблеми да се настави желудникот да се врати во првобитната состојба. Меѓутоа неговите ефекти, почувајќи од 2011, од кога прв пат е почето да се работи, па до ден денеска се многу послаби во однос на другите останатите типови на интервенции. Следното е гастричен бајпас, тоа е всушност... Па ќе кажам сливот, ајде прво. Сливот, добро. Сливот е таа е последната, третата. Да, таа е последната или третата, затоа што тој тип на ресекција е како ракав. Но, како ракав, буквално, значи се влегува исто отворено лапароскопски, најчесто лапароскопски, денешно време и со роботска хирургија, и се отстранува, значи ова е трајна интервенција каде што се отстранува речиси 80% од површина на желудникот. Значи ако е он како овој дел што отстранет го вадите сосема и вади комплетно од стомакот и се остава само еден како ракав или може да подобро речено како банана, значи како во големина така и во облик, каде што е споен значи хранопровод со 12 стопалача црева, се формира. Желудникот има функција не само да меша и припрема храната за понатамошна дигестија, него и резерварна функција. Он нормално собира од литар, некаде и до 4 литра содржина може да собере во екстремни случаи.
значи вие кратите 80%, што значи дека останува многу мал резерварен дел, така да ефектот на исполнување преку создавање тие хормони кои што се одговорни за чувството за ситост, значи се постигнува со скратување на 80%, рековме, на делот на желудникот. Тоа е и последната, односно средната, да кажеме, слика представува RUNY, RUNY. Тоа е француска, да кажеме, француска метода која што е за прв пат 90-тите години, а потоа е и почета и лапароскопски, значи околу 2000-та година. Ова операција и во неја имаше направена. Да, ова е. Так. Тука и значи се постигнува, да кажеме, некоја комбинација од повеќе типови операции со цел да се, како што гледате, желудникот е одвоен еден дел од него. Тоа е интраоперативно лапароскопски отворен, најчесто лапароскопски се пресекува желудникот на два дела, од кој што горниот дел, кој што е према хранопроводот, значи се запремина од околу 100 милилитри и на него се надоврзува тенко-цревна вијуга, која што потоа, значи, се пресекува доле и се спојува во облик на буквата Y, затоа се нарекува RY. Се постигна ефект да прво имаме мал резервар, тоа е, рековме, 100 милилитри, кој што директно се дренира во тенкото црево, го заобиколува нормалниот пат кој што би го поминала храната и би предизвикала, значи со тоа се во почетниот дел на тенкото црево се одвива најголем дел од апсорбцијата на јагле, хидрати, на овие хранливи материи, така што имаме чувство на ситост заради преполнатост, намалена апсорбција, заради ова, да кажеме, прескокнување на овој дел на дигестивен тракт кој што е одговорен за ресорбција, со тоа се намалува и нивото на шеќер, се намалува внес на калории, се чувствува исполнетост, тоа е од прилика целата. Сега, ново се надврзуваат и различни комбинации, има и поекстремни, некогаш операциите во зависност од тип на, да кажеме, проблематиката може да се вршат и во 2 акта, меѓутоа тоа се комплицирана проблематика. Кој е тоа овие операции дава најдобар резултат? Златен стандард за баријатрична хирургија е RUNY, значи гастричен бајпас. Таа е, да кажеме, и најсложена за изведување, затоа што има доста анастомози, гледате, едно пресекување на желудникот, потоа има спој на тенко црево со желудник, па спој црево со црево. Значи, покомплицирана, у принцип, повеќе анастомози, повеќе места за можност за компликација, за разлика од прстенот кој што е релативно едноставен, мада и он има своји компликации и проблеми кои што може да се Значи тука може да се јават компликации кои навидум изгледа поедноставно во споредба со останатите. Во секој случај. А и меѓутоа најдобар ефект до сега докажан е овој тип на, да кажеме, хируршка интервенција. А што е операција кај што се внесува гастричен балон во желудникот? Тоа не е операција, значи тоа е ендоскопска. Тоа работи интернистите гастроентеролози, значи они влегуваат со ендоскоп во желудникот и таму се надувува балон со различен димензија, различен запремина и кој што го исполнува желудникот и не дозволува буквално ствара чувство на ситост. Идејата е да кога имаме полн желудник, нивото на тој хормон грелин е помало, тој не предизвикува чувство на ситост. Така да самата баријатрична проблематика е да се предизвика на чувство на ситост. Тоа е. Затоа се крати желудникот. Негде иреверзибилно, негде реверзибилно. Така. Од што зависи каква операција ќе одлучите да му направите на пациентот, дали реверзибилно или иреверзибилно? Важна ли е неговата жилба или вие како доктор одлучувате што е најдобро за неговото здравје? У принцип, значи најдобро, како што каже и самата пациентка, она операција која што работи лекарот е, која што најдобро изврзира, најдобро работи, таа е секогаш најдобрата. Затоа што ќе ги пружи, ќе даде максимален ефект, да кажеме, на целата приказна. Кога јас би се оперирал, би сакал втората. Сега, колкава е успешноста на овие операции кај пациентите со прекумерна тежина? Пак ќе кажам, успешноста, доколку помине без никакви проблеми и компликации, успешноста зависи повторно од пациентот, нели, од желбата за негова запонат. Што велат светските статистики? Успеват сите да ја постигнат крајната цел? Спрема статистики, значи, идејата е дека
секој пациент неделно ослабува, да кажеме, од пола килограм па до килограм. Значи, ако земеме 52 недели, тоа е 50 на кила па и повеќе. Опишани се 60 до 80 кила. Тоа е сериозен напредок, мислам. Тоа е огромна, кога да изгубите 1/3 од своја маса и со сите можности кои што може да се случат. Меѓутоа, за да се постигне тоа, не е битна операцијата. Битна е да се промени животниот стил, да се внесе умерена, балансирана исхрана, која што содржи, зависи со тип на интервенција, суплементи, електролити и витамини. Некогаш и електролити треба да се земаат? Секогаш треба да се надополнува. Затоа е и потребно е да пациентите доаѓаат на нередовни контроли, да се тоа земаат крвни анализи, да се прати нивниот тек како иде слабењето се мерат. Потоа се препорачува физичка активност. Сега не очекуваме дека они ќе трчат, меѓутоа очекуваме да дадат со желба и да се, да кажеме, посветат на својот проблем. Бидејќи преку прекумерната тежина решаваат и многу други проблеми, да кажеме, коморбидитети кои што би постоеле во себе. Доколку не се придржуваат на сите овие препораки, да речеме кај она операција слив, така наречена, може ли желудникот повторно да се прошири, да си ја постигне некогашната? Не може да се постигне. Некогашниот волумен да го врати. Од страната, да кажеме, може да зголеми до некоја, мислам, може да попушти нешто минимално, меѓутоа не. Оно што ќе се отстрани ампутирано не може да се врати, тешко. Ја не сум видел. Не сте сретнале до сега такво нешто. Колку често пациентите треба да прават контроли? И може ли некогаш да има потреба од повторен зафат за корекција? Корекција се зависи, ако у принцип контролите се препишани, секоја куќа си има свој протокол на пратење на пациенти, така што обично една недела после вадење конци, 10 дена, лаборатории на месец дена, зависи. Тоа е, пак ќе кажем, куќата која што го води и зависи како е самиот протокол. Ке отворите на интернет, има англиски протоколи, американски протоколи, турски, секакви. Идејата е дека треба да се прати бар на месец дена првата година да бидеме во тек. Втората работа беше околу тоа дали треба повторна интервенција. Повторни интервенции треба доколку, значи, одредена метода која што е применета, потребно е да се постигне целосен ефект, поготоа слив ресекцијата, она има своји модификации кои што, да кажеме, дополнуваат ефектот на слабење и значи намалување на тежина. Едната работа можно за операција кога постојат компликации, значи дали се работи за рани или касни компликации. Раните ги кажавме, касните може да бидат, значи, херни, да кажеме, обструкции, разни во дигестивниот тракт кои што би довеле до илеусна состојба со препрестрела, познати во народот. И слично, мислам, тоа е. Значи воопшто не се наивни овие зафати и треба добро да се размисли пред да се изведе нешто вакво. И голем ли интересот кај нас? Има ли заинтересирани? Доаѓаат ли оние што се со благо покачена телесна маса, односно како рековте индекс на телесна маса? Што боди индекс, што не го задоволуваат критериумот да бидат оперирани и да инсистираат на таков начин да си го решат проблемот? Има пациенти кои што имаат желба за оперативно лекување, не исполнуваат критериуми, тие автоматски не се прифаќаат, мислам, нема потреба човек. Треба само да вежба и да намали да умерена исхрана да внесува во себе. Интерес има, како да има пациенти, меѓутоа пак ќе кажам, како што кажа и гостинката, Турција е сериозен центар станува за тој тип на проблематика, така да има интерес. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што ни ги појаснивте основните аспекти на овие сложени зафати кои што доведуваат до губење на килограми, кај оние кои што имаат прекумерна тежина, кои што имаат коморбидитети, кои што не можат на поинаков начин да го постигнат посакуваниот резултат. Споменавте, не се наивни интервенциите воопшто и дека се работат кај нас, тоа да не забораваме да кажеме на крајот на кристата, дека сите од овој тип, мислам, двата типа на интервенција како што е слив, значи се прават слив и проипсилно, што е гастричен байпас и слив ресекција. Кој почесто ја бараат? Како? Кој почесто ја правите, слив или гастричен байпас? Што почесто се прави, имате ли таков увид?
Зависи од пациентот. Се зависи од пациентот. Мислам, во принцип е наједноставно, во принцип е вертикалниот слив, да кажеме. Тоа е и за лапароскопски изведување, е малку посложена интервенција, понекогаш изискува повеќе инструменти, се покачува цената, така да си има и поет Скапи се овие операции? Да, скапи се. Се влегува лапароскопски? Не само кај нас. Секаде во светот, така? Секаде во светот и особено сега кога читав литература, и англиската и америкската, мислам, оние, да кажеме, болници кои што работат, напоменуваат дека е сериозна, скапа хирургија. Да. Лапароскопски, да, се работи кај нас и отворено и лапароскопски, меѓутоа предпочитаме да бидат лапароскопски операциите, доколку технички тоа е изводливо до крај, затоа што, пак ќе кажам, се работи за сериозно големи пациенти со голем body mass индекс, огромна тежина. Кои што се ризични за хирургија. Не само што се ризични, него и затоа потребна е операциона сала која што има стол да го поднесе, да ја поднесе целата тежина. Потребни се инструменти кои што се доволно длабоки за да може да се влези и да се работи. Па потоа и за транспорт предпоставувам од операциона сала до соба, сето тоа е, сето тоа е Тоа се изнесува комплицирано. со столот, меѓутоа тој стол треба да издржи, да кажеме, 150, 160, 200 кила, тоа е сериозна тежина и он има душа, нели? Така. Ево така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте на секој работен ден по редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути секако на фреквенцијата на телевизија Телма. Пријатно.